Почитувани, добар ден. Ги следите вестите на Канал 8. Редовен работен состанок имаше управниот одбор на проектот за пречистителна станица за отпадни води во Кочани. Представниците од швајцарскиот секретаријат за економски работи СЕКО, од локалната самоуправа и од Министерството за животна средина ја посетија и локацијата каде што во теке изградбата на објектот. Одлично напредува изградбата на станицата за пречистување на отпадните води лоцирана кај селото Мојанци, а која треба да ги третира фекалните води од Кочани и дел од населените места во општината. Таква е оценката на представниците од амбасадата на Швајцарија, кои по одржувањето на седницата на управниот одбор на проектот ја посетија локацијата каде веќе се видливи контурите на објектот што започна да се гради во јули. Покрај представниците од швајцарскиот секретаријат за економски работи СЕКО, имаше присутни и од Министерството за животна средина, како и од општина Кочани. При тоа беше изразено задоволство од тоа како досега течат градежните работи. Ние се наоѓаме на градилиштето на пречистителната станица. Очигледно дека се уште не е завршена, но полека таа расте и се надевам дека за максимум 2 години таа ќе биде ставена во функција, што значи дека граѓаните од Кочани ќе бидат во можност да ја добијат услугата за пречистување на отпадната вода. Покрај тоа што сме многу задоволни од напредокот на градењето на станицата која се одвива според планот, исто така многу сме задоволни и од капацитетите на нашите партнери, што значи тоа се консултантите, тоа се градоначалниците, тоа е јавното предпријатие, така да представуваме една комбинација на тим составена од швајцарски консултанти, но исто така и од локални, кои што заедно работат за општото добро на луѓето од овој регион. Инаку, покрај станицата за пречистување на отпадните води, швајцарскиот секретаријат за економски работи СЕКО има уште неколку развојни проекти во Македонија, за кои обезбедува финансиска поддршка. Сепак, проектот во Кочани е меѓу најголемите, при што владата на Швајцарија инвестира 21 милион швајцарски франци, а дополнителни 2 милиони евра се обезбедени од буџетот на Република Македонија. По завршувањето на изградбата на станицата за пречистување на отпадни води, со објектот ќе стопанисува комуналното предпријатие Водовод, кој е и партнер во проектот. Заврши конкурсот за доделување образовни стипендии на општина Кочани, како поддршка за дефицитарните стручни кадри. Избрани се 22 студенти од повеќе факултети на државните универзитети во Штип и Скопје. Познати се имињата на 22 студенти кои во наредните 10 месеци од студиската 2017-2018 година ќе добиваат месечна стипендија од по 2500 денари, што како поддршка во нивното образование ја доделува општина Кочани. Имињата на добитниците на стипендијата веќе се објавени на веб страницата на општината. Според Комисијата за доделување стипендии, на распишаниот конкурс пристигнале 29 пријави, од кои 7 биле оценети како неприфатливи. По разгледувањето на документацијата, констатирано е дека од вкупно пријавените, 4 кандидати не го исполниле критериумот за успех. Еден кандидат не е студент во Република Македонија, еден се пријавил како запишан во прва година, а еден во втор циклус на студии. Останатите пријавени, кои ги исполнувале сите критериуми и се избрани да ја добиваат финансиската поддршка, се студенти кои студираат на факултетите на државните универзитети во Штип и Скопје. Всушност, тоа беше и еден од критериумите за учество на огласот. Најголем дел од нив се на медицинските и економските науки, како и на архитектура, градежништво, правни науки и други академски струки. При изборот на кандидатите, важна улога имал остварениот успех во текот на студирањето, како и дефицитарноста на кадрите од одредени струки. Исто така, предвид се земани и материјалните можности на студентот и на неговото семејство. Еден од приоритетите бил и дали се работи за деца на самохрани родители или пак воопшто тие немаат семејство. Сите добитници на стипендија задолжително треба да се жители на општината и да не повторувале година во текот на студирањето. Исто така, еден од условите беше да не се корисници на стипендија, кредит или друг вид парична помош од други институции или компании. Студентите на кои им е доделена стипендија имаат обврска за практична работа во органите на општината во трајање од 15 дена за време на летниот распуст. И понатаму нерешено останува прашањето за зголемениот број на кучињата скитници и нападите врз граѓаните. Граѓанската советодавна група од Кочани свика состанок за овие проблеми, на кои беа побарани можни решенија и упатени барања до надлежните служби.
Неефикасни се мерките што досега се преземени за решавање на проблемот со бездомните животни пред се кучињата скитници. Нивниот број не се намалува, иако од буџетите на општините во државата се издвојуваат средства за вакцинирање и соодветен третман на сегашната популација. По улиците на Кочани и понатаму се забележуваат глутници, што често се агресивни и ги напаѓаат минувачите, пред се постари граѓани и деца. Овој проблем беше и главна тема на состанокот на граѓанската советодавна група, на која по иницијатива на граѓанските здруженија се разговараше за можните начини за подобрување на ситуацијата. На средбата присуствуваа и представници од Министерството за внатрешни работи, како и од Сдруженијето за заштита на животните Втора шанса од Кочани. Како што може да забележите на терен, ситуацијата е страшна, стварно. Имаме 200, значи груба бројка, имаме 200 кучиња скитници. Значи тоа ни е потврдено со материјален доказ, имаме слики од сите скитници што се на терен, значи имаме напади, што стварно е непотребно, значи со едно изградување на стационар го решаваме целиот проблем. Сега само бараме општината да ни одобри изградба на стационар и да ни фактички обезбеде соодветни услови и хуман третман на животните. На состанокот беше речено дека граѓанските здруженија се подготвени за соработка со надлежните служби на општинско и на повисоко ниво, за конечно да се реши проблемот со бездомните кучиња. Сегашното заловување и третманот на животните е оценет како нехуман и треба да се промени. Многу помалку кошта изградбата на стационарот и третирањето на бездомните животни, поточно конкретниот случај кучињата, овде да се третираат во изграден стационар, отколку да се плаќа секој месец на служби кои се од други градови, затоа што тука имаме веќе превоз, имаме дополнителни трошкови. И пред се прашање е дали службите што ги заловуваат животните ги извршуваат сите услуги за кои се платени. Пред се сведоци сме дека кучињата кои се заловуваат на реонот на општина Кочани не се враќаат на реонот на општина Кочани. Значи добиваме кучиња кои се нови, значи тие се дезориентирани и е нормално дека ќе напаѓат. Еден од предлозите е собствениците на домашни миленици, посебно на кучињата, да ги врзуваат, односно поради негрижа, да не ги оставаат слободно да шетаат по улиците. Сите предлози и заклучоци од состанокот на советодавната граѓанска група ќе бидат доставени до надлежните општински служби. Зголемен раст на уризот, намалена појава на плебели, подобрена плодност и квалитет на почвата. Се постигнатите резултати од демонстративниот опит, аплицирање на минералниот подобрувач на почвата тераграмин на оризово поле. Опитот го изврши Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во соработка со фирмата Скопски легури од Скопје и синоќа беа презентирани резултатите и ефектите од негово аплицирање. Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството во соработка со фирмата Скопски легури од Скопје поставија демонстративен опит со тераграмин на оризово поле кај селото Чифлик. Опитот беше поставен на површина од 1 декар и до неа споредбена површина без аплициран тераграмин. Целта беше да се види влијанието на овој минерален подобрувач врз структурата на почвата и растот на растенијата. По правичната посета на поставување на опитот, стручни лица од Агенцијата за поттикнување на развојот на земјоделството констатираа дека има забележливи резултати од аплицирањето на производот. Синоќа во Чешиново беа презентирани резултатите од аплицирањето на тераграминот. При првата контрола, која беше извршена, беше забележено да оризот на третираната површина со тераграмин побрзо и поравномерно проникна во однос на нетретираните, каде што немаше никакво проникнување. Имаше проникнување али на плевели. Самото проникнато стебренце од 3 до 5 сантиви беше во третираната парцела. Видно возбуден и радосен Горанчо вика што е ова, нема плевели. Треба да ги нема, не да ги има. Цела работа исто забележавме што водата во третираната парцела беше загреана, потопла. Следна контрола која беше правена беше на 17.7. И да се согледа за самата третирана парцела беше забележано дека во самиот оризот веќе беше во полно развој, имаше побујна маса, стеблото
беше поставено поцрто на мој обид да го прекршам механички, да го скршам, со отпор не се кршеше, така да немаше ни полегнување. Буквално по федер се враќаше. Кај нетретираните парцели забележано и покрај интервенциите од страна на собственикот, да ги прихранува еднаш, два пати, буквално да ги потикне да растат, се уште се позабавен раст и развој, плевелите не успел да ги уништи, додека кај третираната воопшто никакви интервенции не правил, ни прихрана, ни прскање со хербицид. Мене највеќе ми остави впечаток баш токму тоа што плевелите беа видно намалени, значи цврстината на самите растенија и со самото тоа, значи немаше никаква потреба, значи скоро минимална потреба од употреба на прихрана. Значи во тај дел имаме големо заштедување, што е многу важно за земјоделците, за нивниот джеп, така кажано, нели по наше. И од друга страна, значи, зголемениот принос, сето тоа ни дава една целина да треба да се заинтересираме за овај производ малку повеќе, да дознаеме и да го пробаме. И другите земјоделци, значи, да пробат, да видат до какви резултати може да се дојде. Инаку тераграминот позитивно влијае врз физичко-механичките и водно-физичките својства на почвата, ја подобрува нејзината структура, тоест водниот, воздушниот и топлотниот режим, ја прави лесно растресита, со што станува полесна и поекономична за обработка. Со својата хидроскопност впива голема количина на влага, која што постепено ја испушта, а со тоа ја одржува влажноста на почвата по долго време. Инаку, овој производ се користи не само во оризопроизводството, туку и кај сите земјоделски култури, каде што неговата примена придонесува побрзо ртање на семето, поразвиен коренов систем, поголем број листови и подобра развиеност на расадот. Сдруженијето на граѓани Ини од Виница го заврши проектот Партнерство за добро владење, со кој е изработена база на податоци за повеќе области за сите 11 општини од источниот плански регион. Резултатите од проектот беа презентирани во Штип, а добиените податоци ќе можат да ги користат новинарите, сдруженијата на граѓани и стручната јавност во своите истражувања и во секојдневното работење. По завршувањето на 6-месечните истражувања во рамки на проектот Партнерство за добро владење, чиј носител е Сдруженијето на граѓани Ини од Виница, во Штип беа презентирани добиените резултати. При тоа на увид на јавноста се дава квалитетна база на податоци за 11 општини од источниот регион, при што наблюдувани се состојбите во економијата, финансиите, стапката на невработеност, јавните набавки во општините, здравството и животната средина. Податоците се добиени со официјални барања за пристап до информациите од јавен карактер, со анализа при пребарување на веб страниците, на официјалните документи од Заводот за статистика, од здравствените картони, известувања за здравствената состојба и слично. Сите овие податоци се ставени во дата база и со истражување и комбинирање може да се дојде до соодветни заклучоци. Например, ние го анализиравме купниот број на јавните набавки 2013-2016 за сите општини на источниот регион. Тоа се 11 општини. И нашите истражувања покажа дека општина Каменица, зборувам за 4 годишен период, има инвестирано највеќе пари по глава на жител, односно над 42.000 денари. Општина Карбици е на второ место со 31.000 денари, а на дното се општина Виница со 5.800 денари по глава на жител и општина Зрновци со 8.500 денари по глава на жител. Истражувањата на проектот, например, покажале и дека во источниот плански регион има вкупно 443 лекари, односно во просек 2,5 лекари на 1000 жители. За да се достигне европскиот просек, кој изнесува 3,4 лекари на 1000 жители, на истокот му требаат уште 190 лекари. Освен овие, има и други интересни податоци, а целта на проектот е да зајакне концептот на отворени и јавно достапни податоци за медиумите, граѓанските здруженија и стручната јавност, за да можат да ги користат во своето работење.
Проектот е финансиран од Европската Унија со помош на грант доделен преку проектот Истражувачко новинарство за поттикнување реформи, што го спроведуваат Центарот за граѓански организации, невладината Инфоцентар и Бирн Македонија. Сдруженијето Национален ромски центар од Куманово во Кочани организираше промоција на кратко креативно видео, подготвено во рамките на проектот Унапредување на достапност до здравствената заштита на жените ромки под мотото Ајде да зборуваме, моето здравје е мое право. Целта е зајакнување на жените ромки и девојки преку дискусии да говорат на чувствителни теми за сексуалното и репродуктивно здравје. Зајакнување на жените ромки и девојки преку дискусии да говорат за чувствителни теми, табу теми како што е сексуалното и репродуктивното здравје, права и пристап до превентивна и здравствена заштита, но истовремено да се повикаат на отчетност и одговорност релевантните институции и креатори на политиките кои се донесени во врска со жените ромки во последните 2 години. Е целта на проектот Унапредување на достапност до здравствена заштита на жените ромки под мотото Ајде да зборуваме, моето здравје е мое право, за чија што промоција е направено креативно видео со цел да се зголеми информираноста на сите оние кои имаат прашања во врска со сексуалното и репродуктивното здравје. Ова видео денеска беше презентирано и пред жените и девојки ромки од Кочани. Целта е зајакнување со знаење и информација оние на кои најмногу им е потребна помош, најзагрозените и најранливите, тие кои што не знаат кај да се обратат, немаат можност да платат или мислат дека ќе бидат обележани заради тоа што сексуалното и репродуктивното здравје е табу тема во општеството. Проектот го спроведува Националниот ромски центар од Куманово. Искористеноста на превентивните услуги е незадоволителна се уште, затоа што немаме доволна промоција и нема доволна информација. Тоа и НРЦ го работи. Значи, во досегашната од проектот, како што почна да се реализира од јануари 2017, значи од оваа година, инаку ова е континуитет од 2007 година НРЦ работи на полето на здравјето на жените ромки, на сексуалното и репродуктивното здравје. Укажува дека фали, дека ова е уште табу тема и токму нашето кратко видео го покажува тоа и е направено се со една цел за да се промовира, за да се опуштат луѓето и за да ги бараат своите права и здравствени услуги кои им следуваат според закон, кои се нели загарантирано од страна на државата, да се искористат соодветно се со една цел да имаме помала доеничка смртност, да имаме помалку сексуално преносливи инфекции, но и да се информираме на вистински начин што е она најдоброто за нас и за нашиот живот, значи како и на младите, така и на постарите генерации. Националниот ромски центар од Куманово во рамките на здравствената програма повеќе од една декада го има искуството и праксата да работи со ромската заедница. Она што може да се забележи на терен е дека се уште има потреба од зајакнување и подигнување на свеста за основните здравствени права помеѓу жените и девојките ромки. Во Кочани беше одржан инфоден како дел од циклусот на промотивни активности за програмата Еразмус Плюс во организација на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија. Во Кочани најголема заинтересираност предизвика првата акција Учењето преку индивидуални мобилности. На инфоденот одржан во Кочани како дел од циклусот на промотивни активности за програмата Еразмус Плюс во организација на Националната агенција за европски образовни програми и мобилност во Македонија, учество зедоа наставници и професори, општинската администрација и активисти во граѓанскиот сектор. Презентери на настанот беа Сандра Кабранова, Филип Арсовски и Мила Протугер Анастасова, представници на агенцијата кои ја представија програмата на Европската комисија во делот на образованието, обуката и младите Еразмус Плюс 2014-2020 година, како и иницијативите на Европската унија, Европас и Евридика.
Сите учесници на денешната трибина беа охрабрени да земат директно учество во трите клучни акции, наменети за учењето преку индивидуални мобилности, соработка за иновација и размена на добри практики, како и подршка на реформата на политиките кои ги покриваат сите типови на активности. Токму програмите се со цел учесниците да се стекнат со искуство од своите врсници и колеги од цела Европа. Како програма Еразмус Плюс им нуди на заинтересираните да партиципираат во друга програмска држава за учење, работа, предавања, воедно да обучуваат или развиваат професионални вештини и компетенции, но и да развиваат билатерални и мултилатерални партнерства, зависно од секторот. Програмата представува комбинација од 7 европски образовни програми, програми за обука и млади и за прв пат во својата структура го додава спортот. На инфоденот во Кочани се покажа интерес за клучна акција 1, учењето преку индивидуални мобилности, која создава можности за индивидуите да ги подобрат своите вештини, подобрување на вештините за вработување и зголемување на културната свест. Пласман за учество на државен надпревар по француски јазик и второ место на 33-тиот регионален противпожарен квиз надпревар освоија учениците од основното училиште Малина Попиванова. На одржаниот регионален надпревар за спелување на француски јазик, ученикот Даниел Димитровски од 8-3 оделение од основното училиште Малина Попиванова го освои 3-то место. Ученикот Раман Рушенов го освои 4-то место. Со освоените места се здобија право училиштето да го представуваат на републички надпревар. Јас сум Даниел Димитровски, ученик во основното училиште Малина Попиванова, 7 оделение. Јас оваа година учествував на надпреварот за спелување по француски јазик, каде што го освоив 3-то место и се здобив со право да учествувам на државниот надпревар кој ќе се одржи на 2 декември. Работевме под менторство на наставничката Гордана Велкова. Јас сум Раман Рушенов, ученик во 7 оделение кој што учи во Малина Попиванова. Учествував на регионален надпревар на француски јазик по спелување. Го освоив 4-то место и продолжуваме на републички надпревар во Скопје кој ќе се одржа на 2 декември. Учениците работеа под менторство на наставник Гордана Велкова. Учествуваме на надпреварите за спелување по француски јазик, како и на олимпијадите по француски јазик. Голема благодарност до нашите ученици кои што напорно работат со помош на нас наставниците. Сакам да изразам благодарност и до родителите, а исто така голема благодарност и до директорот кој што секогаш е тука и максимално не поддржува. На одржаниот пак 33-ти регионален противпожарен квиз надпревар, училишната екипа на основното училиште Малина Попиванова го освои 2-то место. Училишниот тим работеше под менторство на наставникот Драги Рашков. Јас сум Сандра Карова, ученичка во 8-2 оделение при основното училиште Малина Попиванова. Противпожарниот надпревар се одржа во Делчево, имаше вкупно 6 екипи и ние го освоивме 2-то место. Јас сум Антонија Митрова, ученичка од 8-2 оделение, доаѓам од училишето Малина Попиванова, учествувавме на надпреварот квиз за противпожарно, го освоивме 2-то место под менторство на наставникот Драги Рашков. Јас сум Ана Танасова, ученичка во 8 оделение при основното училиште Малина Попиванова. На 33-ти противпожарен надпревар во Делчево го освоивме 2-то место. Се спремавме скоро 1 месец и учевме од книгите за противпожарен надпревар. Учениците од основното училиште Малина Попиванова не застануваат тука и понатаму продолжуваат со активностите и подготовка за други надпревари, од кои исто така очекуваат солидни резултати. Пензионерите во Виница го славеа својот патрон. Околу 500 членови на Виничкото здружение низ оро и песна го одбележаа својот општински патрон Свети Архангел Михаил. Кон одбележувањето на денот на третото доба во Виница се приклучија и младите волонтери од Црвениот крст, кои поделија флаери по повод неделата на стари и изнемоштени лица.
Пензионерскиот сојуз на Македонија стартуваше 1946 година со 600 пензионери, а Виничкото здружение после 20 години во 1966 година со 60 пензионери, за да денес само во Виница се пребројуваат 2500 членови, а во Македонија се околу 300.000. Екскурзии, спортски игри, музички ревии се само дел од активностите со кои луѓето од третото доба си го продолжуваат пензионерскиот век. Деновиве околу 500 членови на Виничкото здружение низ оро и песна го одбележаа својот општински патрон Свети Архангел Михаил. Председателот Драги Петров со резиме на сите досегашни резултати даде отчет за сработеното. Сојузот на здруженијата на Македонија се грижи за подобрување на стандардот на пензионерите преку редовна исплата на пензиите и нивно поможност покачување, социјални и здравствени услови, културно-забавниот живот, спортско-рекреативниот живот, разни средби, дружења, екскурзии и други активности. Што се однесува до нашето здружение, формирано е во 1966 година со околу 60 пензионери, за да сега достигнеме околу 2500 пензионери. Секоја година се донесуваат програми за работа, финансови планови и други акти со кои се регулира активноста од културно-забавниот живот, спортскиот живот, финансиското работење, помош на пензионерите со ниско примања и нарушено здравје. Меѓутоа, Петров не ја пропушти можноста јавно да признае дека проблемите со дистрибуцијата на огревно дрво се уште присутни, имајќи го во предвид фактот дека сезоната е веќе почната, а се уште има пензионери кои ги немаат добиено своите дрва. 2017 година биле склучени 520 договори за 4000 метри просторни дрва, а уште 300 не се доставени. Кон одбележувањето на денот на третото доба во Виница се приклучија и младите волонтери од Црвен крст, кои поделија флаери по повод неделата на стари и изнемоштени лица. Следува информацијата од спортот. Викендов ќе се играат редовните кола во првенствата на првата женска фудбалска лига и во втората лига Исток, при што и двете кочански екипи ќе гостуваат. Женскиот фудбалски клуб Кочани во Велес се среќава со Борец, а Осогово ќе патува во Македонска Каменица на средба со Саса. Кошаркарите на Баскет Дино во третата лига се домаќини на Дамвер од Гостивар. Викендов ќе се игра 14-тото коло во првенството на втората фудбалска лига Исток, во кое Осогово ќе гостува во Македонска Каменица на екипата на Саса. По минато неделниот нерешен резултат на домашен терен против лидерот Беласица, нашиот тим колку толку ја поврати самодовербата, прекинувајќи ја долгата негативна серија порази. Освојувањето на 1 бод против Струмичани, за кој се калкулираше дека однапред е загубен, дава надеж дека жолто-сините и на гостувањето против рударите можат да извлечат поволен биланс и барем да останат во трката за напуштање на последното место на табелата. Во моментот Осогово има 8 бода, 3 помалку од Саса, која е предпоследна, со оглед што и оваа екипа прикажа слаба игра во овогодишното првенство. Над преварот против Каменичани, нашиот второлигаш ќе го игра в сабота со почеток од 13 часот. Во деновите од викендот ќе се одигра и 9-тото коло од првенството на првата фудбалска лига во женска конкуренција. Женскиот фудбалски клуб Кочани ќе имат тешко гостување во Велес против тимот на Борец. Велешанки сезонава играат одлично и како домакинки и во гости, па со освоените 18 бода и подобрата гол разлика од екипите на Атлетико и Истатов се наоѓаат на третото место на табелата. Кочанскиот прволигашки тим пак досега играше променливо, а минималната победа од 4-3 од минатото коло на домашен терен против дебитантот Тетово 2017 не остава многу простор за оптимизам и надеж дека можно е изненадување. Во моментот ЖФК Кочани има 10 бода и се наоѓа на 7-та позиција, но лесно може да се случи по одигрувањето на ова коло состојбата и да се промени. Во третата кошаркарска лига ќе се одигра 6-тото коло, во кое Баскет Дино на домашен терен ќе се сретне со екипата на Дамвер од Гостивар. Може да се очекува дека момчињата на тренерот Сашо Лазаров ќе имаат лесен противник, со оглед што гостиварци досега немаат ниту една победа и се последно пласирани. Нашиот тим кој се наоѓа на 4-тото место
по минималниот пораз минатата недела во Скопје против Партизан Мултишпет, сега има шанса да го подобри бодовното салдо и со победа да се искачи 1 или 2 места погоре. Надпреварот со Данвер ќе се игра в недела во салата кај гимназијата со почеток од 14 часот. Младинската екипа на Баскет Динопак, која се надпреварува во М14 лигата, истиот ден на домашен терен ќе се сретне со силната екипа на Феникс 2010. По 3-неделна пауза, за внедела е закажано и одигрувањето на 7-то коло од првата пинг-понгарска лига, во која екипата на Кочани ќе се сретне со Студент од Скопје. Надпреварите од Супер и првата пинг-понгарска лига, како и во изминатите кола, и овој пат ќе се играат во салата Форца во Скопје. Почитувани, со прогнозата за времето ги завршуваме и овие вести на Канал 8. Ви посакуваме пријатен викенд. Довидување.